се доближуваме до крајот на ова второ послание. Повеќе од 2 години поминаа по изучувањето и на првото и на второто послание. До сега, мислам дека имавме 24, ќе има вкупно околу 27, мислам, проповеди, многу корисни. И како што се доближуваме до крајот, гледаме дека ова послание многу елоквентно говори не само за времето во Коринт, тогаш пред 2000 години, туку и за денешната култура и за нашиот свет. Осознаваме дека денешниот свет е многу коринтијанизиран, така да кажеме. Наликува многу, а можеби и секогаш бил таков. Во многу нешта наликуваме денес како коринтијаните и особено во овој последни неколку глави гледаме сме слични во нашата желба да се фалиме. Да се фалиме, да се покажуваме повеќе од тоа што сме. Тоа било проблем кај коринтијаните, а било проблем и кај оние лажни учители кои дошле таму. Така да, Павле во овие последни глави гледаме како во стапица е фатен во една игра на коринтијаните и на лажните учители, во стапицата и тој да почне да се фали. Многу неволно го прави тоа и со еден искрен мотив, со една многу правилна цел. Тоа има една игра, се вика кој е по нај. Во Бугарија е позната, 90-тите години имаше и детска емисија, имаше еден Батиенчо го вика, се правеше на клован, канаше деца, во секој емисија учествува деца на 3, 4, 5 до 6 години најмногу, доаѓа со родителите, имаше публика од родители и секој дете, тој Батиенчо го прашуваше со кого е, како се викаат родителите, што работат, што сака детето, што сака да стане кога ќе порасне. Најмногу деца сака да бидат или полицаи или доктори, не знам зашто. И на крај детето требаше или да каже песничка или да испее и публиката ракоплескаше, имаше еден мерач на аплаузи, како во жива се креваше нешто таму и кој повеќе најмногу аплаузи, ќе добие тој добиваше награда за нај. Имаше тој што има повеќе, другите по и нај од сите. И овдека во Коринската црква луѓе тие лажни апостоли дошле и почнале да се докажуваат, да прават, да изведуваат работи за да се покажат дека се по од Павле и дури нај од сите. И тоа е проблем што го имаме и ние денес. Особено социјалните мрежи се претворија, или Фејсбукот се претвори во таква една игра која е по нај. И кој во по-луксузен ресторан ке се слика, на по-убава плажа. Јас не сум видел досега слики на некој како копа компир на нивата. Зашто нема ништо во тоа така големо или значено. Сите слики се од ресторани, од некои такви големи работи. Зашто сакаме да се покажеме по од другите или нај. Интерес дека и во црквата го има тој, кога ќе собрат пастори, посебно од различни деноминации, почнува таа игра. Кој е по-нај, кој повеќе, во која црква повеќе поверувале, во која црква повеќе се крстиле. Ако нема такви работи, тогаш ќе се спомене хорот, дека е најдобар, или најдобро проповедаме, или најмногу буџети собираме за мисионирање или за други работи. Тоест, доаѓа искушението да се покажеме како повеќе од повеќето и од нај од сите. Тоа бил проблемот, како што кажах, од црквата во Коринт. Последните 2 глави има многу фалби. Павле вели, еве јас ќе почнам, иако знам дека тоа не е од Господ, не го сака Господ и е безсмислено. Нема никаква корист од тоа. Нема една цел во фалбата на апостол Павле, а тоа е да ги одвлече коринтијаните, тоест да ги избави од таа буквална омагјосаност во која се наоѓаа. Дошле лажните учители и почнале да се фалат за тоа колку убаво зборат, за тоа дека не се како Павле од Мала Азија, туку тие се од Јудеја, јудејци од Јудеја.
Јудејци кои може би имале можност да го слушат и Христос, додека служел на земјата. Дека зборат подобро од него, дека знаат да наметнуваат авторитет посилно од него, дека прават чуда, дека имат големи успеси. И коринтјаните буквално ги голтале нивните представи и на крајот стигнали до една состојба во која апостол Павле се плаши дека ќе отпаднат од верата во Христос. Тоест дека ќе бидат измамени како што Ева, тој вели, како што Ева беше измамена, така и тие ќе бидат измамени од овие служители кои се всушност пратеници на сатаната, тоест се служители на ѓаволот, вели апостол Павле. И заради таа цел тој вели, почнува нели да каже дека јас не сум ништо помалку од нив. И јас сум јудеец. И за разлика од тие лажни учители, Павле се фали со работи со кој друг не би се пофалил. Тој не вели, да знаете јас со кого сум служел, или да знаете од кај доаѓам, како сум учил, какви титули имам јас во Ерусалим, или колку цркви сум основал, или колку книги сум напишал. Тој вели, јас бев тепан многу, јас бев исмеван, јас бев камшикуван, јас бев отфрлан, јас бев затворан, бев каменуван, во бродоломи поминав на дното на морето. Тие се работите, вели, со кои ќе се фалам, и на крајот завршува, вели, и ќе се пофалам со тоа што многу се уплашив еднаш, и во Дамаск, кога сакаа да ме фатат евреите, бидејќи проповедам за Христос, во кошница, преку градските ѕидови ме изнесоа од градот и така се спасив, побегнав, се уплашив. Тоа е Павле, тоа сум јас. Јас кој стојам пред вас, плашлив човек. И го памтам тоа, ќе ја памтам мојата слабост и ќе се фалам со мојата слабост, зашто тој единствениот начин Бог да работи во мене. Тоа е всушност воведот. Ја да видиме сега, кога ги кажува тие работи, како продолжува, она позната 12 глава, со она големо, ако некој знае нешто од 2 Коринтени, а тоа е книга која најмалку се проповеда во црквите, тоа е таа 12 глава. Третото небо, каде што бил Павле, нели, грабнат и трнат во телото. Стигнуваме до тој текст, многу се говори, меѓутоа, ајде да го видиме контекстот, вистинското значење на тој текст, зашто Павле го вклучува овдека тој текст. И започнува, или со зборовите, да се фалам нема полза. Нема никаква полза од фалбата. И затоа ќе минам кон видение и откровение Господови. И сега веднаш, кога почнува со таков вовед 12 глава, мнозина ќе си кажат, сега ќе слушнеме големи работи што се случиле, големи искуства, преживување што ги има. И тој ќе каже за такво едно преживување, меѓутоа со сосема друга содржина. Една сосема поинаква суштина на оваа историја. И ова го вклучува овдека, значи не стана збор само за едно преживување, вели ќе минам кон видение и откровенија, повеќе видение и откровенија. Со други збори Павле сака да каже, јас имав многу видение и откровенија од Господ. Имав многу преживувања со Господ. И ова има за цел да го засили неговиот апостолски авторитет. Бидејќи и тогаш, и уште од времето на првите години после Христовото вознесение, веднаш после вознесението, се воведе еден критериум. Некој може да биде вистински апостол, некој може да има апостолски авторитет, ако бил сведок на вознесението на Христос. Тоа ако го видел воскреснатиот Христос. И тоа го кажуваат апостолите кога го избираат кога пополнуваат испразнетото место на Јуда, кога избираат заменик на Јуда, и тamo кажано, кандидатот мора да го видел воскреснатиот Христос. И Павле вели, јас го видов многу пати на патот кон Дамаск. Ми се појави Христос воскреснат. И не само тоа, на галатјаните им вели,
Ова Евангелие што го проповедам, не ми го кажал човек. Нити Петар ми го раскажал, ниту Јован ми го раскажал, ниту Јаков, никој. Христос лично ми го откри. Тој ми го откри неговото учење. Тој ми се явуваше. И тој ми го откриваше тоа учење. И дури апостолите, тамо вели на Галатјаните, апостолите кои беа живи сведоци на Христовите проповеди, никој не можеше ништо да додаде на ова учење што јас го проповедам. Тоест, никој од нив не може да каже, не е целосно, фали нешто. Тој го имаше целосното Евангелие добиено од Христос. И тоа е еден многу силен аргумент против оние кои го оспоруваат неговиот авторитет, апостолски авторитет, бидејќи тие велат, ние сме од Јудеја, тој не е од Јудеја, тој немал можности да го види Христос, а ние можевме да слушнеме проповеди негови, Христови. И Павле вели, јас имав многу откровение, имав многу преживувања со Христос, многу средби со него. И раскажува едно големо такво преживување, драматично преживување. Вели, знам за еден човек кој во Христос, кој пред 14 години, со тело или не знам, без тело или не знам, тоа 2 пати го повторува, беше грабнат и однесен до третото небо. И знам дека тој човек со тело или без тело, не знам, Бог знае, беше грабнат и однесен во рајот и дека чул неискажливи зборови кои човек не смее да ги каже. И сега чудно е за кого зборува овде. Знам еден човек, говори во трето лице. Ако продолжиме понатаму во текстот, во 7 стих станува јасно дека зборува за себе. И тој и после тоа искуство што го имав, Бог мене ми даде трн во телото да не се превознесувам, да не се возгордавам многу со овие преживувања. Јасно е дека станува збор, дека за себе говори, меѓутоа тој говори за еден човек, еден Павле кој бил таму на третото небо и еден Павле кој е тука меѓу коринтјаните. Разграничува двајца. И на крај ќе каже, јас не се фалам со тој, се фалам со ово што е пред вас. Ке видиме зашто, која е поентата. Значи, говори за едно преживување што го има на третото небо, а тоа во 4 стих па има паралелизам, тоа трето небо е рајот. Однесен до третото небо, тоа е однесен во рајот. И Павле овде кај го користи еврејското разбирање за структурата на Вселената, според која има 3 неба, евреите верувале дека има 3 неба. Едното небо она што е необиколува, кај што воздухот околу нас, второто небо се небесните тела, звездите, сонцето, месечината, а третото небо е она реалност духовна, која не ја гледаме, духовноста која е невидлива за нас, а е реална. И тоа е тоа трето небо. И во Стариот Завет, и насекаде, каде што гледаме некои преживувања кои се духовни, всушност станува збор за тоа тие преживувања во на третото небо или во рајот. Има многу такви, нели, и во Стариот Завет. Павле вели дека ова преживување пред 14 години. Според некои тоа е неговата смрт која искуси во Листра за време на првото мисионерско патување во Галатија, кога беше каменуван и потоа испрлен, буквално влечен низ градот, испрлен надвор од градот. И мнозина сметаат дека тој навистина искусил смрт, бил во рајот и Бог го воскресна. Бидејќи кога го изнесоа од градот надвор, пише дека Павле стана, се соживи и пак се врати и потоа продолжи во Дервија и останатите Антиох и останатите градови во Мала Азија, во Галатија. Некои други сметаат дека ова се случи порано, пред да тргне на првото патување, пред Варнава, да го викне од Тарс, да отидат во Антиохија, каде што почнуваат патувањата. Меѓутоа тоа е еден исти период. Многу малку пред првото мисионерско патување е средбата на Варнава и Павле и заминувањето во Галатија. Така тоа е период, 14 години пред да го напише ова послание, тоа е пред после посетата на Коринската црква. Друго нешто што е кажано овдека многу важно е неговото незнаење, 2 пати повтори, тој не знае дали таму бил во рајот во тело или без тело.
Два пати го спомнува. Тоа, ако бил со тело, некакво, тој не знае дека бил со тело, а ако бил без тело и тоа не го знае, во секој случај, поентата овдека е, тоа воопшто и не е важно. Зашто ако било важно телото, ќе му фалело ако го немало, ако бил без тело, а ако бил со тело, тогаш ќе разбрал, ќе му значи да јас сум со тело. С други збори, воопшто не е важно тоа. Има нешто друго што е важно, слушал зборови некакви. Ние многу се занимаваме во нашите доктрини, многу ни е важна догмата и особено догмата за телото. Со какви телаки сме, што се случува после нашата смрт со телото, дали ќе биде тоа вознесенско, воскресенско, некакво ефирно, тоест нематеријално. Павле беше во рајот и нема појма дали воопшто имал тело или немал тело. Бог вели знае за тоа. Во истото послание, истите луѓе малку порано во 5 глава, тој им пишува и им вели, чекаме едвај, сите поскоро чекаме да го напуштиме телото и да се прибереме кај Господ. И зборот прибереме е ендемео. Од тука ендемија зборот. Значи ендемско, ендемија. Ендемско значи она што се живее во својата средина. Си има своја средина кај што вирее, кај што успева, кај што му е добро. Има ендемски растенија, ако го посадиш на друго место, нема да вирее. Може ке никне, ама нема да порасне како што треба. Си има своја средина. И вели, нашата средина е рајот, Божјото царство. Таму е нашето природно место на живење. Таму ние вирееме. Тоа е нашата домашна средина. И вели, и ние, овие тела, вели, не се нашето место, природно место на живење. Природното место за живење, нашето, ние сме ендемски видови за рајот. Ние сме, и нели велат ендемски вид. Ендемски вид биле охриѓаните. Имаше таква една гротеска. Христијаните се ендемски видови кои живеат во рајот. И таму им е убаво, во рајот. И таму тие вистински оживуваат. Таму вистински созреваат, вистински нели прават. И вели Павле, тоа е нашата цел, да ги напуштиме овие тела и да се одиме таму каде што припаѓаме. Зашто ова тело, вели, не ни е воопшто важно. А таму што ќе имаме не знаеме, но таму ќе ни е убаво, домаки сме си, кај што припаѓаме да бидеме. Што е второто што го кажува, ма телото воопшто не беше важно. Дали бе во тело, нели бе во тело, ич не е важно, не ни знам. И третото нешто говори за зборови кои ги чул, ако човечка уста не сме, сушност идејата овде дека не може да ги изговори. Зашто таму видел работи кои немаат никаква врска со овие нешто што ги живееме на земјата. Тоест, она што е во рајот, во третото небо, нема никаква врска со она што е земјата и ова што е овдека на земјата пак нема никаква врска или допирни точки со она што е во рајот. И сега како човек може да види, да објасни нешто што ги видел, а немат никаква врска со нештата на земјата. Нема никаква допирна точка меѓу знаењето што ги имаме овдека за нештата на земјата со оние што се горе на небото. Тоест, она што го знаеме овде, нема никаква врска со она што ќе биде таму. Нашите знаења, земни знаења, се сосема неповрзани, тоест се сосема поинакви од она што ќе биде таму. И од тука е тешкотијата на пророците во Стариот Завет, да најдат зборови, да најдат описи со кои што ќе ги представат своите пророштва или виденија. Зашто тие пророштва, тие виденија се однесуваат на работи кои воопшто ги нема овдека на земјата. Како да објасниш нешто што го нема на земјата? Со што ќе го споредиш? И затоа се користат блиските споредби, например, читаме во Откровение, Бог е како диамант, како смарагд, како рубин или како виножито. Бог не е составен од скапоцени камени, меѓутоа символиките што одразуваат тие скапоценности сакаат да представат некои идеи за Бог, зашто Бог никој не го видел и Бог не може да биде представен и да го види Бог. Нема да може да го представи
на луѓето. Интересно е дека и ова е голем настан. Бил во рајот и слушал работи што не може да се представат, да се пренесат овдека. Популарно е денес да се пишуваат книги на луѓе, тоест луѓе да пишуваат книги и стануваат многу популарни и ги викат на конференции, на семинари да раскажуваат и стекнуваат нели голема слава, луѓе кои биле во рајот и се вратени. Бог ги сел, ги однал во рајот и ги вратил. Има еден таков, има неколку такви книги. Јас сеќавам на една, се вика Ричард Лирдан. Тој напиша книга конкретно 80-тите години, неговата книга беше многу популарна 90-тите години. И книгата се викаше Јас го видов рајот. Тоест Бог го зел, го однал во рајот, го вратил и сега тој пишува книга за рајот. После неколку години тој човек рече, јас сум хомосексуалец, ја напушти црквата. Истиот човек. Во неговата книга, која беше многу читана од христијаните, имаше еден куп глупости. Например, Бог го однесе во рајот и му рече, ова е твојата куќа. И тој влегува во куќата и вели, леле, мебелот што го сакам. И Бог му вели, па ние знаеме што сакате вие и овдека ви ги исполнуваме вашите барања. Во рајот ќе ги има се што вие сте посакувале да имате. И потоа го однал таму еден голем како склап на човечки органи. Раце, нозе, срца, бели дробови, вели, еве, вие не се молите, ако се молите на земјата, тука има доволно за сите што се болни. Јас веднаш од тука бам им давам на земјата. И многу други такви работи. И еден голем стадион со кој луѓето нели седат христијаните на небот, деме христијаните и така, и Бог вели, гледате, не навиваат, кога ќе навиваат, тоа се молат, какви големи работи се случуваат, како победува, а на арената па Христос се бори со сатаната. И кога христијаните се молат, навиваат, и Христос надвладува. Кога ќе заспиат, сатаната надвладува и го победува Исус. Тоа е не библиски. Просто едноставно Христос не се бори со сатаната. Тоа е глупост. Христос да се бори со сатаната. Христос само да каже, сатаната ќе биде уништен. Нема такви работи. Христос не се бори со сатаната. Никаде во Библијата Христос не се бори со сатаната. Ангели се борат, Михаил, архангели. Христос не се бори. Има слики дава кој што тој доаѓа како генерал на конј. Христос Бог не се бори со сатаната. Со глупост е да се представи како Бог се фатил и се бори, не може да го надвладае сатаната. Како и да нема врска. И луѓе на такви измислици за нивни посети во рајот напишаа книги, станаа познати, популарни. Павле вели пред 14 години беше таа работа. И не ја спомнал никаде. И после 14 години, многу неволно вели, еве ќе ви кажам, јас бев во рајот. Еден човек, Павле беше, дури самиот себе не вели, до таму толку е скромен што вели, јас бев. Знам еден човек кој беше во рајот и слушна работи. И не се фалам со тоа. Би очекувале насекаде да раскажува за таа работа. Насекаде, вие имате преживувања, вие сте големи апостоли, па со ова тој ги замолкнува устите на сите. И дури на крајот на посланието, после години мака со коринтјаните вели, еве ќе ви кажам и за таа работа. Ама знаете ли зашто ви ја кажувам? Дека ви ја спомнувам, за да знаете дека воопшто не ни помислувам да се фалам со тоа и да се возгордеам. Зошто? Зошто веднаш после тоа големо преживување дојде една агонија. Бог ми даде трн во тело. Сатаната ми даде трн, сатанин, ама Бог го дозволи сето тоа. Божјата волја беше да го имам тој трн во телото. И продолжува и вели, со таков човек ќе се пофалам, но со себе нема да се пофалам. Значи, јас ќе се пофалам со тој човек што беше на небото. Но со себе нема да се фалам, и тој вели има двајца Павловци.
еден што беше земен на небото и еден што стои пред вас. Еден Павле, кога го слушат како ви проповеда, чисто послание ги читате, кој ви служеше меѓу вас година и пол. Тој Павле, оставете го што беше на небото. Иако, вели, кога би сакал да се похвалам, не би бил безумен, зашто би ја кажал вистината. Јас бев таму. Меѓутоа, нема да се фалам со тоа. Ке се фалам, се воздржувам, ке се фалам со она, тоест ке ви го кажам, ке го спомнувам, не она што било на небото, кога сум бил таму, но ке се фалам, ке ви го кажам, она што го гледате сега, овдека на земјата. Зошто? За да не би да изграете за мене представа поинаква од она што на вистина сум јас. Јас сум Павле, слабиот, немокниот, плашливиот, збунет многу пати, во недоумица. За тоа е Павле, ке ви кажам, ке ви зборам. За да не си помислите нешто поинакво од мене, дека јас сум нешто, кој знае каква работа, затоа што сум бил на небото. Тоест Павле им вели, што гледате, тоа добивате. Тоа сум јас. Ова фраза се користи посебно сега во трговијата, бидејќи маркетингот се користи со многу измами. Гледаш на телевизија или на Фейсбук слика од некој производ, го порачуваш онлайн, кога ќе добиеш, нема врска. И затоа обично се користи, што гледате, тоа добивате, демек нема да те излажи. Тоа се користи и во бракот. Велат дека жените добиваат тоа што гледат, а мажите не добиваат тоа што гледат. Да. Има случаи во кои што мажот за прв пат ќе ја види жената на вистина, не онака како што е дотерна и сртена, многу, кога веќе се завршило. Да. Павле вели, сакам да добивате она што го гледате. Јас сум тој Павле, слабиот, немокниот. И ќе ви ги кажам сите мои слабости. Зошто? Зошто знам дека во моите слабости, само како слаб, со таа фалбост, тоа со моето представување како слаб и со моето сознание дека сум слаб, јас сум вистинскиот служител, употреблив во Божите раце. Тогаш сум силен, тогаш Божјата сила се покажува во мене. И продолжува, нели, во таа насока и вели, за да не се превознесувам многу. И се тоа им го кажува. Бог ми даде слабост во телото. Ми даде пратеник, ангел сатанин или пратеник сатанин, да ме боцка по лицето, да не се превознесувам. И 3 пати го молев Господ да го осрани, но тој им рече, доста е мојата благодат. Мојата сила се покажува потполно или целосно. Најмногу се покажува мојата сила во сета мера, кога си слаб, во слабоста. И затоа со многу поголема радост ќе се радувам, ќе се фалам со слабостите, ќе уживам во слабостите, во навредувањето, во маките, во прогонувањето, во тагата, зашто кога сум слаб, тогаш сум силен. Тоа, вели Павле, е мојата фалба, мојата слабост. Зошто? Реки, во тоа духовно преживување кој што го имав, заврши со една агонија. Добив еден трн во телото. И за многу се шпекулира за тој трн, спомнува лице овдека. Некои сметаат, тргнувајќи од посланието до Галатиската црква, дека во прашање е неговиот оштетен вид, поради некаква зараза, маларија некои сметаат, го загубил, тоест ослабен бил многу видот. Некои сметаат дека, други сметаат дека станува збор за говорен проблем, бидејќи тој е критикуван дека говорот му е многу слаб, има проблем со говорењето, а пак има такви кои сметаат дека Павле имал сопруга, како фарисеј сигурно имал сопруга, морал да има сопруга, а таа била многу таква жена, што постојано правила проблеми и била постојано задоволна од неговите патувања. Тоа е исто една верзија, една традиција која постои за Павле. И како се отараси човекот од таква жена, отишол да организира мисионерски патувања. Не зависи тоа за што станува збор. Павле вели, ангел, пратеник на сатаната, ме боцка.
тој ми го даде. Меѓутоа, вели, за да ме држи смирен и да не се превознесувам. Но она што го потенцира овдека е дека и Бог е инволвиран. 3 пати се молев, меѓутоа тој трн не беше тргнат. Значи, ова ме посетува на ситуацијата со Јов. Знаеме од кај дојдоа сите страдања на Јов. Сатаната отиде кај Бог да бара дозвола, да биде тргната заштитата и на крајот да се види дека Јов ќе го похули Бог. И се случија сите тие работи, сатаната ги нанесе сите тие штети, Јов плачеше, бараше објаснување, имаше многу дијалози со пријателите и на крајот Бог се јавил, вели, па јас го направив тоа. Јас сум одговор. И што сега? Што може да ми направи? Јас сум суверен Бог. Можам да правам што сакам. Јас стојам за сето тоа, му рече Бог. Него ни спомна сатаната. Од тој момент кога се завршува 2 глава, сатаната веќе не е спомната. И на крајот Бог вели, јас стојам за тоа. Јас го направив. Тоа беше мојата воља. И овдека има нешто слично. Трнот е сатански, но Павле знае кон кого треба да се обрати. Се обраќа кон Бог. 3 пати вели се моля. И тоа значи дека ние 3 пати треба да се молиме секогаш. Не, нема врска. Има и такви сум слушнал глупости. 3 пати треба да се моли. Не, Павле 3 пати се моли. Добил некаква, дали Бог му проговорил. Разбрал дека не треба да се моли повеќе. Дека тоа е Божјата воля да остане тој трн во него. Бог му рекол, доста ти е мојата благодат. Мојата сила се покажа потполно во слабоста. И тоа е принцип. Еден христијански принцип. Дека Божјата сила целосно, комплетно се покажува во нашата слабост. И ако тоа е библиски принцип, животен принцип, тогаш, што мислите, што прави Бог со нас? Не крши. Ни дава трни, за да бидеме слаби. Не доведува во ситуации за да осознаеме дека без Него не можеме да направиме ништо. Тоа го прави Бог со нас. Што сака Бог? Да направи силни, да се чувствуваме супериорни и не ни треба Бог на крај. Или Бог не води од слабост кон слабост, од битка во битка. Тама на една битка ќе извојуваме и веднаш доаѓа нова. Бог не крши. За да бидеме слаби. Ударите во животот кои прават да се чувствуваме неспособни, да разбереме дека се немокни, неспособни, за ние да се справуваме сами со проблемите. Бог не чува од тоа самочувство дека може да се справиме, сме силни, може да се справиме сами. А самочувството, горделивоста е може би најголемата пречка за Божјото дело во нас. Бог вели, кога сум слаб, тогаш сум служител во Божјата рака. Кога сум силен, не сум служител во Божјата рака. Павле знае дека најлошото што може да му се случи е од тие многу откровена да се возгордее. Толку средби имав со Христос. Сум чул такви работи што другите не ги чуле. Сум основал толку цркви. И многу служители паднале токму поради тоа, бидејќи биле многу успешни. И на крајот паднале. Паднале бидејќи се возгордеале. Почнале да се фалат со она што Бог го направил преку нив. Што направив јас. И тогаш доаѓа паѓањето. И затоа Павле вели, со многу поголема радост ќе се фалам со своите слабости, за да се всели силата Христова во мене. Си поставува една цел Павле вели. Кога вели ќе се фалам со слабостите, вели, постојано ќе се подсетувам на слабостите. Постојано ќе ми биде во мислите сцената кога бегав од страв во Дамаск, да се го спасам животот. Со тоа ќе живеам, со таа мисла, за да не се возгордеам, за да постојано да сметам на Бог, постојано да се надавам на Бог, постојано да ја барам Божјата благодат во мене, постојано да ја барам Божјата сила. Тоа цело време ќе го носам со мене. И ако негош дојде во мене желба да се повалам со некој достигање, Павле вели, не, ќе се сетам на моментите на слабост.
за да останам смирен пред Бог и Бог да ме употребува. Той се труди да не се предаде на изкушението да се възгордее. И сега дека има една работа, едно изкушение што доаѓа во нас, и па тогаш да им правиме проблеми на луѓето за да бидат смирени и слаби. Да. Павле никаде не вели сега, вие коринтяни многу направивте, многу предонесовте, поради сите проблеми што ги има со вас, да се смирувам уште повеќе. Не. Некои луѓе живеат со некакво такво сознание дека тоа е нивната служба. Бог им дал служба да ги држат луѓето смирени. Тоест, постојано да ги закачат, постојано да ги боцкат и така да ги држат смирени. Не постои таква служба. Сакале, не сакале, ние сме камења во Христовиот храм и се триеме и така си ги грубите делови од нас се отапуваат. Нашата грешна природа ќе го прави тоа сакале или не. Меѓутоа тоа не е служба. Секој сам треба да се подсетува на својата слабост. Тоа Павле вели, јас се го поставив тоа како цел. Постојано да се подсетувам, да се фалам со моите слабости, да се вселува Христовата сила во мене. Тоест, не е службата на човек да биде мизерен кон другите, да ги држи. Или пак, имаше една сестра, почина оддамна, она знаеше да дојде и да каже, абе сакам да ти кажам нешто за твојата проповед, ама не, се плашам ке се возгордеш. И никогаш, значи тоа е никој пат да не се каже нешто добро, да се пофали. Страв, нели, да не се стигне до гордост. Павле не го вели овде като тоа. Ако некој треба да биде охрабрен, треба да биде охрабрен. Идејата, ние самите, тоа е нашата служба, личната служба за мене. Јас да се подсетувам на мојата слабост. Јас да останам скромен, смирен пред Господ. Зашто само така ќе работи Божјата сила во мене. Секој сам треба да внимава како гледа на службата, тоест кој стои за таа служба, чија сила препознава во таа сила, своја сила во службата или силата на Бог. И тоа нешто на кратки не држи смирен. И второто нешто кој го каже овде дека Павле е, ќе уживам во страдањата, ќе уживам во маката, ќе уживам во бол. Кога ќе ме тепат, јас ќе уживам тогаш. Не зборот уживање во таа смисла, многу ми е убаво. Идејата е дека нема да негодувам, нема да се жалам, нема да мрморам. Кога доаѓаат тешкотиите, ќе бидам благодарен на Бог, бидејќи во нив Бог ме смирува, прави добро за мене, ме прави употреблив. И во таквите слабости најмногу Бог работи преку мене. Не се сожалува сами од себе си. Не тажи. Знае дека Бог го дава најдоброто, за да може да работи преку него. И тука доаѓаме до една тема, пак не е оне трнот сотонин во него. Сатаната сака да го уништи, а Бог сака да го смирува, за да благодат уште повеќе се покажува. Кога ги добиваме ние битките со сатаната? Со злото? Кога сме силни или кога сме слаби? Не ги добиваме кога сме силни. Кога сме силни, паѓаме. Има случаи во Стариот Завет полно такви. И Соломон, кога Соломон ги направи големите глупости, ги загуби битките, кога стана силен, кога ги утврди границите, оние заветни граници што Бог ги вети на Аврам, се оствари во времето на Соломон во максимумот. И Соломон почна да забогатува. Сите му се поклонува, сите доаѓа. Многу мокен стана. Никој не смееше да крене оружје против него. Соломон ни една битка немаше во животот. Воена. Му носеа пари. Сакаа принцезите, кралиците да се женат со него. И Соломон падна кога беше најсилен. Кога беше најмокен. Давид кога падна? Кога ги победи непријателите и тој веќе немаше потреба да војува, се седеше дома.
Немаше потреба да стои на чело на армијата, зашто беше веќе многу мокен. Можеше неговата армија да победува. И тоа си седна дома и почна да цирка во дворовите на соседите. И дојде неговото паѓање. Кој беше силен. Кој беше слаб и клекнуваше пред Господ да се моли, тогаш имаше победи. И тоа е вистината, што Павле овдека ја кажува. Кога сме слаби, ние тогаш доаѓаме пред Господ и се молиме. И Господ ни ги дава победите во животот. И издржуваме во битката. Тогаш доаѓа целосно, наполно, вели Павле, Божјата благодат и Божјата сила. Кога сум слаб, тогаш сум силен. И тоа е вистината за Бог. И затоа да не се чудиме кога ќе поминеме низ една битка и ќе кажеме, уф, добро е, помина, Бог не ни дозволува многу така да се релаксираме, ќе ни прати друга. Зашто не сака да бидеме слаби, да не држи слаби. Доаѓаат тешкоти, неволи, нудираат, но не за да се жалиме, зашто тоа се можностите да се покаже Божјата сила и Божјата благодат. Тоа е абсурдот. Христијанство е полно со абсурди. Божјото царство е абсурдно. Најмалите се најголеми таму. Најслабите се најсилни. Кога сум најслаб, тогаш сум најсилен. Зашто тогаш најмногу викам кон Бог и тогаш Бог најмногу ја покажува неговата сила. Нека овие зборови не водат во животот, ако сакаме да имаме навистина победи. И Бог и да се фалиме со тоа, вели па, да го мислиме тоа, да живееме со тоа сознание и тогаш навистина ќе бидеме победници и повеќе од победници. Амин.